Селаму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Влезрте дашур лиджератат сочме оште Македоништ, но кошен шип. الله يشفى باللفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Драги почитувани мои, имамот Муслим, значи е еден од најголемите исламски алими. Значи Муслим тој е собственикот или авторот на она познато дело Сахиху Муслим, книга која што после Куранот и после книгата на Бухари е најверодостојната и најточната книга во исламскиот умет. Имам Муслим, исто така имам Даре Кутни, пренесуваат хадис од Ебу Малик ел-Еш'ари радијаллаху таала анху ардаху, во кој стои дека пејгамберот саллаллаху таала алейхи ва селлем рекол: "Ет-тухуру шатрул иман, валхамдулиллахи темлеул мизан, валхамдулиллахи ва субханаллахи јемлеани, еу темлеани ма бейне ес-семаи вал ард. Вассалату нурун, وصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل نفس تغدو فإما معتقها أو إما موبقها или како што рекол пратеникот саллаллаху таала алейхи ва селем. Во овој многу важен хадис, во овој хадис со големо значење, пејгамберот алейхи салату веселам буквално не учи како да ја научиме верата во многу кратки црти. Овој хадис е посебно сега важен и има посебно значење и тежина во благословениот месец Рамадан или Рамазан, како што го викаме овде кај нас, нели? Вели пејгамберот алейхи салату веселам: "Ет-тухуру шатрул иман." Чистотијата е половина од верата. Со овие зборови пејгамберот алейхи салату веселам го започнал овој хадис како да сака да ни каже дека телесната чистотија е половина од иманот. Значи ние муслиманите се одликуваме уште пред 1400 години по тоа што сме го измислиле сапунот, додека овие другиве не знаеле што е тоа сапун до пред 200-300 години, нели? Значи, чистотијата за која што говори пејгамберот алейхи салату веселам е чистотијата после џунуплукот, откако мажот и жената ќе спијат заедно, не е дозволено да прават ништо од идбадетите додека не се исчистат или додека не се измијат со гусл, нели? Или кога сакаш да клањаш, Господарот субханаху ва таала вели: "Ида кумтум ила салати фагсилу вуџухакум ва ајдијакум ва арџулекум ила ал-каъбајни вамсаху бируусикум." Значи, о верници, кога сакате да станете да клањате намаз, значи измите ги своите лица, своите раце до над лактите, нели? Допрете ја главата со влажна рака и измите си ги нозете до над глуждовите. Значи, ова е уште еден доказ дека таа телесна чистотија нам ни е потребна и дека без таа телесна чистотија ние не можеме да вршиме или да извршиме никаков ибадет. Во што е мудроста на тоа што Господарот така ни наредил, не знаеме. Само наше е да се покориме и да го прифатиме тоа како што е, и тоа токму не одликува од оние кои што не сакаат да се чистат. Господарот субханаху ва таала вели: "Инна Аллахе
юхиббу ет-тевабин. Аллах ги сака тие кои што многу се кајат. Значи прават истихфар. Но и многу ги сака ел-мутатахирин, тие кои што постојано се чистат. Зошто е ова важно да се знае? Затоа што пегамберот алейхи салату веселам кога вели дека чистотијата е половина од верата, сака да каже дека ниеден ибадет не сме во состојба да исполниме ако физички не се подготвиме да застанеме пред Господарот Аллах субханаху ва таала. Бидејќи ти ако сакаш да бидеш некаде виден, ако сакаш луѓето да те знаат, ако сакаш луѓето да знаат дека си чист, дека си елегантен, дека си педантен, како што бил пегамберот саллаллаху таала алейхи ва селем, сигурно е дека кога ќе одиш да се сретнеш со некого или на состанок, или на работа, нели, или со браќата у џамија, или дури со својата сопруга, кога сакаш да се осамиш, нормално е дека ти ќе бидеш чист. Зошто? За да оставиш печаток, да оставиш влијание, да знаат дека си човек, машала, елегантен, чист, намирисан. Нели? И тоа тебе ти годи како човек. Е па што тогаш останува и на каков начин треба да се подготвиме кога треба да застанеме пред Севишниот Господар Аллах субханаху ва таала? Ке се избањаш, ке се абдестиш, ке го облечеш најубавото одело и ке се намирисаш од најубавиот мирис, бидејќи не знаеш, може би токму во таква состојба, во тој момент Господарот Джеле Ше'нуху ке ти ја земе душата. Затоа Господарот ни вели: о, вие верници, худу зинетекум, најубаво облечете се. Кога? Значи, она што е од вашата гардароба, што го чувате како украс, она што сакате луѓето да ве видат, тоа облечете го. Ама каде? Кога одите во џамија. Значи, кога одиш што? На намаз. Кога ќе влезеш во намаз, во тој момент телесната чистотија за која што пегамберот алейхи салату веселам говори, како да престанува да важи. Таа е тука, но како да престанува да важи. Зошто? Затоа што во моментот кога влегуваш во намаз, ти веќе си во друга сфера. Значи, веќе си во духовна комуникација со својот Господар Джеле Ше'нуху, чист од секаква материјална физичка нечистотија, меѓутоа пред се ја докажуваш чистотијата на твојата душа, на твоето срце, чистотијата на твоето верување пред Господарот Джеле Фи'ула. Затоа пегамберот алейхи салату веселам вели дека човекот му е најблиску на Аллах кога е на седжда. Значи, никогаш не можеш да му бидеш близок на Аллах субханаху ва таала отколку кога си на седжда. Тоа е моментот кога си најблиску до својот Господар Джеле Ше'нуху. А ти кога си најблиску до својот Господар, тогаш моли го што сакаш. Барај од него што сакаш, бидејќи тој се обврзал, зел еманет, дека ќе ти ја прифати довата. Уд'уни естеджиб лекум, Господарот нели рекол: барајте од мене, јас ќе ви дадам. Исто како некои луѓе кои мислат дека рискот е кај луѓето. Мислат дека рискот е кај човекот. И кога треба да има некаков термин за работа или термин за некаков бизнис, ќе се дотера, ќе се среди, нели, и едва ќе чека тој да му закаже термин. И кога ќе му закаже термин, нема да доцни, нема да закасни како што ние касниме у џамија. Значи, езанот за пладне у 12, ние се спремаме за пладне у 5 до 12. Па нормално, ќе закасниш и на првиот текбир, ќе го загубиш целиот себе под првиот текбир, нели, кога мелеците со тебе учествуваат во тој текбир, нели? И кога човекот ќе го затекне имамот со првиот текбир, нели, Господарот субханаху ва таала, тоест мелеците го впишуваат дека е што минел еуабин, дека е од оние кои што многу се кајат, нели? Меѓутоа ти кога одиш на некој состанок со некој човек, значи ќе го запазиш тој термин и ќе побрзаш тој термин да не го испуштиш, нели?
А терминот со Господарот Джелле Феула е најдобар термин кој што човекот може да си го исполни во животот на овој свет. И затоа, кога си со тој човек, кога разговараш, Бога ми, ако имате добар бизнис, или требаш пари да земеш, или некој дуњалучко олеснување да ти даде. Многу ќе внимаваш што зборуваш. Многу ќе внимаваш како се однесуваш со него. Да не го налутиш, нели? Зошто? Затоа што чекаш да ти ја врати услугата. Па како тогаш можеме да застанеме пред Господарот Субханаху ва Теала немарни, заборавајки дека треба да бараме прошка за нашите гревови и во намазот да бидеме потполно присатни со нашиот ум и со нашата душа, барајки од Господарот Джелешануху, длабоко убедени дека тој веднаш во истиот момент ќе ја прифати нашата дова. Има еден хадис даиф, Ибн Кајим ел-Џаузие го спомнува во неговото прекрасно дело Ед-Дау ед-Дева или Ел-Џавабул Кафи, значи доволен одговор за тој кој што прашува, значи за тој кој што се интересира за Аллаховата милост, како да му се доближи на Аллах. Ибн Кајим ел-Џаузие така ја нарекол книгата. И тука Ибн Кајим ел-Џаузие спомнува еден хадис, иако тој хадис е даиф, нема врска, можеме да го спомнеме затоа што во него има голема мудрост и целиот овој хадис, иако е даиф, целиот е вистинит. Значи, кога не се работи за ахкам, за прописи, може таков хадис да се прифати како совет, сикшир, Вели, значи, уд'у Аллаха ва ентум мутајақинине бил иџабе. Молете го Аллах длабоко уверени, дометон ме бинди, длабоко убедени дека тој ќе ви ја услиша таа дова. Меѓутоа, верникот ова треба да го разбере поинаку. Како треба да го разбере? Вака. Моли го Господарот Субханаху ва Теала и веќе немој да размислуваш за тоа дали ќе прифати или не, туку биди убеден дека тој истиот момент веќе тоа го прифатил. Твојата дова веќе отиде на кај аршот. Значи, довата е веќе отстигната кај аршот. Готово е. Од тебе зависи колку ќе бидеш трплив, колку ќе имаш сабр и само да чекаш кога Господарот таа дова ќе ти ја даде. Зошто? Па ние муслиманите имаме акида дека Господарот Субханаху ва Теала што е? Семиун басир, дека тој се гледа и се слуша. Значи ти уште пред да ја отвориш устата, пред да кажеш ја Аллах, Господару мој, дај ми, тој веќе слушнал, тој тоа веќе го прифатил. Само останува ти да бидеш трпелив и да го дочекаш моментот кога Господарот Джелешануху таа дова ќе ти ја прифати. И ова е што? Ова е таа чистотија на иманот која што човекот ја има во себе. За разлика од неверниците и мушриците, за кои што Господарот Субханаху ва Теала вели иннемел мушрикуне неџес. Навистина идолопоклониците, неверниците се што браќа? Неџес. Валкана работа. Значи тие самите во себе си се што? Валкани. Прљави се. Тоа не се однесува на нивните тела. Тие сега имаат цели фабрики за производство на козметика, козметика за лице, козметика за тело, козметика за трла бабалан, бла бла бла. За се имаат козметика. И се бањаат по 3-4 пати дневно некој од нив. Конечно откријат дека бањањето е добра работа, нели? А ние муслиманите 5 пати дневно тоа го правиме. Нели? Меѓутоа неџес или валканоста или нечистотијата се однесува на нивните души валијаду билlah. Зошто? Затоа што тие не го познаваат Господарот Субханаху ва Теала. И не го признаваат Господарот Джелешануху, за разлика од нас муслиманите, на кои што Господарот Джелешануху ни дал толку голема благодат, да што не само дека го познаваме, не само дека сме му покорни, туку постојано се дружиме со нашиот Господар Джелешануху. И тоа ќе биде нашиот доказ на судниот ден, браќа. Тоа ќе биде нашиот доказ. Кога луѓето ќе бегаат без глава. Нели така Аллах Джелешану го опишува судниот ден? Дека луѓето ќе бегаат без глава, нема да знаат каде удираат.
Секој ќе бега за да се спаси, а спасот го нема. Тогаш Господарот субхану ва таала ќе каже: "Вамтазу лјауме ејюхал муџримун", а вие злосторници, грешници, кафири, неверници, идолопоклоници, мунафици, сите вие кои што не сте воделе сметка за Господарот джеле ше'нуху, денеска одвојте се. Не можете да бидете во ист ред со верниците. Не може. Ти може мунафикот да дојде, да застане во еден ред со верниците денеска. Може и некој расипан човек, може и некој шпион дошол да ги шпионира муслиманите што прават. Може тие да бидат со муслиманите. Ние не ги знаеме, Господарот ги знае. Ама на судниот ден Господарот ќе им каже: "Одвојте се. Денеска не можете да влезете кај верниците. Денеска вие одите во таа насока, таму каде што веќе во Алијаду била се слуша шехик." Што е шехик, браќа? Шкао шехик, а едини шкао шехик? Знаете што е шехик? Шехик е гласот на џехеннемот. И џехеннемот има свој глас. Гласот се вика шехик, нели? Значи тој глас џехенемлиите кога ќе го слушнат, толку ќе се престрашат, ќе почнат да трчат ко муви без глави, само да избегаат. Меѓутоа Господарот субхану ва таала ќе му даде на џехеннемот така страшен глас, џехеннемот ќе ги повикува: "Дојдете ваму, цела вечност вас ве чекам. Ајде." И затоа пегамберот алейхи салату веселам, драги мои, кога вели ет-тухуру шатрул иман, дека чистотијата е пола на верата, како да сака да каже: исполни го овој дел од исламот и другиот дел Господарот субхану ва таала ќе ти даде да го исполниш. Браќа, нема подобри моменти од овие кои што ги живееме. Колку луѓе во светот има денеска во овој момент, пуни се со пари, пуни се со дуњалук. Ја немаат оваа благодат, не го знаат Господарот субхану ва таала. Од друга пак страна има фукари, има сиромашни луѓе, ама и тие не го знаат Господарот Аллах субхану ва таала. И нив им е ускратена оваа благодат. И замисли колку треба да му бидеш благодарен на Господарот джеле ше'нуху, што 50.000 години пред да го создаде Адем алейхи салату веселам, Господарот джеле ше'нуху, значи 50.000 години пред да го создаде Адем алейхи салату веселам, тебе те запишал дека во овој ден ти ќе дојдеш како негов покорен роб да му да му чиниш ибаде. И ова е она работа за која што човекот треба многу да се радува. И затоа ние муслиманите во Рамазан даваме се од себе, да го вложиме нашето време во покорност, во ибадет кон Аллах џелешану. Посебно овие 10 дена од Рамазан, кога Господарот субхану ва таала сите нас не обвива со неговата милост. И кога Џибрил алейхи салату веселам, може би уште вечер, ако не бил завчера, може би уште вечер ќе ни дојде во гости да не види и да не запише. И неговите браќа, тоест нашите браќа мелеци, да не запишуваат. Тоа е голема благодат на Аллах субхану ва таала. Затоа селефу салих, драги и почитувани мои, значи првите муслимани, првиот ден од Бајрам, кога излегувале меѓу луѓето, гледале некои луѓе многу се радуваат. Нели? Многу се радуваат. Биле многу весели. Нели? Имало многу гзим. Со тупани, румпа, думпа, думпа. Се радувале луѓето и тоа е дозволено. Затоа што Бајрамот е што? Јаумул ферах. Значи ден на радост. Ден во кој што муслиманите се радуваат. Значи тоа е Бајрам. Меѓутоа видете какви биле нашите први претходници селефу салих. Кога ќе виделе луѓе на улица дека многу се смееле, многу се радувале, знаете што зборувале? Вика, ако овие се сигурни дека Аллах џеле фиула го прифатил нивниот ибадет во Рамазан, имаат право да се радуваат. Меѓутоа, вака не се однесуваат тие кои што му заблагодаруваат на Аллах. Не се однесуваат така тие кои што му се благодарни на Аллах. Туку што, ако си му навистина благодарен на Аллах џеле ше'нуху и тоа своја преголема радост
пак чувај ја во своето срце и нека биде помеѓу Аллах и тебе. И заблагодарувај му на секоја благодат која што тој ти ја дал Джелле фи ула. Значи, ние ќе се радуваме на Бајрам, ама биидниллахи теала ќе се радуваме. Зошто? Ќе се радуваме со надеж дека Господарот ги прифатил нашите дела, а не да се радуваме затоа што заминал Рамазан. Сега има во последниве неколку години бидати, нели, посебно тоа е кај некои популации од муслиманската, кај некои вака заедници од муслиманската популација, го нарекуваат Бајрамска вечер. Или Бајрамско вече. Нели? 3 дена после Бајрам се радуваат. И има голи женски доаѓаат. Кој сака малку да сними, малце да му се дигне нефсот, зиналук да види, опа, иди на Бајрамско вече. Нели? Има музика. Таму ќе ти дојдат луѓе постеле цел Рамазан, ќе дојде таму, ќе почне да гледа жени, ќе слуша музика и ајде, отиде целиот Рамазан, разбираш, хеба ен ментура, у прав и пепел. Нели? Напротив, верникот се радува на Бајрам, на денот на Бајрам, длабоко убеден дека Господарот Джелле ше'нуху му ги простил гревовите, биидниллахи теала. И затоа пегамберот алейхи салату веселам веднаш, откако ни кажал дека чистотијата е половина од иманот, а другата половина од чистотијата е од духовен тип, вели: "Ва субханаллахи темлеул мизан." А кога го славиш Аллах, кога викаш субханаллах, тоа ќе ти ја наполни вагата на добрите дела кај Аллах Джелле ше'нуху, нели? А во продолжение и субханаллах и елхамдулилlah ќе ти го исполнат со севапи целиот простор што постои помеѓу земјата и небото. Замисли ти во овој благословен месец многу е лесно да кажеш субханаллах. Тоа не е тешко. Имам Бухари регистрирал хадис од пегамберот алейхи салату весалам во кој стои: "Келиметани хафифетани ала лисани текилетани ала мизан." Вика два збора, дифја. Два збора. Вика многу лесни се вика на јазик. Многу лесни се на јазик, но многу се тешки на мизанот, на вагата кај возвишениот Господар Аллах субханаху ва теала. Значи голем севап е. Кои се тие зборови? Субханаллахи ва бихамди. Славен е Аллах и Аллах ја заслужува сета наша благодарност. Нели? Кога велиш елхамдулиллахи раббил алемин. И кога читаш Фатиха и кога само што ќе кажеш Аллаху акбар, бисмиллахи рахмани, елхамдулиллахи раббил алемин. Готово. Само што си кажал елхамдулиллах, Господарот ти дава, ние не гледаме, ама Господарот ни дава целиот простор помеѓу земјата и небото каде што стоиш, целиот простор Господарот ти дава да ти биде исполнет со севап и добро дело. Голема Аллахова милост. Нели? Голема Аллахова милост. Значи првиот збор, кој е лесен на јазик, а тежок е на мизанот кај Господарот субханаху ва теала, да кажеш субханаллахи ва бихамди, значи Аллах е славен и благодарноста му припаѓа на Аллах. За тие кои што не знаат, ова е суннет кога си, исто така кога си на руку, да кажеш субханаллахи л-азим ва бихамди. И ова е од суннет на пегамберот алейхи салату весселам. А исто така ти е суннет кога си на сежда, субхана раббијал а'ла ва бихамди. Значи, тоа е суннетот на пегамберот алейхи салам. Значи, првата работа е субханаллахи ва бихамди и другата работа е субханаллахи л-азим. Значи, да кажеш Аллах е славен, тој е величенствен. Но кеди си још фјала величенствен шип. Значи, најубав, најдобар, најмокен, најголем. Нели? И затоа пегамберот алейхи салату весселам ни вели што? Дека таа награда не чека кога еднаш ќе кажеш. А што мислиш ти сега во Рамазан, еве посебно браќата кои што се во иетикаф,
А и сите вие кои што не сте во итикаф, нели? Што мислиш Господарот субханаху ва таала да ти ја даде таа благодат, ти денеска 100 пати да кажеш ла илаха илаллах вахдуху ла шерика леху, лехул мулку ва хамду ва хуа ала кулли шејин кадир. Сите гревови би иднилахи таала ќе се простат. 100 пати кажи. Бидејќи ако кажеш денеска 100 пати, Господарот субханаху ва таала ќе ти напише колку браќа, како колку да си кажал. Шејх Саад вчера го кажа тој ајетот. Ако кажеш 100 пати денеска Субханаллах, да кажеме, нели, Господарот Джелешану тоа ќе ти го запише како да си го кажал 700 пати. Не, како да си го кажал 7000 пати, браќа. Голема награда е тоа. Затоа дженетлиите кога ќе влегуваат во дженет, ќе гледаат големи планини, кодра, големи планини од добри дела и Аллахова награда. И ќе се чудат од каде е тоа. Па тоа е милоста која Господарот субханаху ва таала му ја дава на верникот. Нели? Аллахова милост. И затоа Господарот затоа пегамберот алейхи салату ва селам во продолжение вели: "Вас-салату нурун." А намазот му е светлина. Да ме сон намазиош дрита и бесимтарит. Значи намазот му е светлина на верникот. Во кој смисол светлина, браќа? Да, светлина ни е на овој свет. Ти кога клањаш намаз, сите работи ќе ги гледаш низ призмата на намазот. Кога се чуваш од харам, кога сакаш да заработиш со халал, кога имаш меѓусебни договори со луѓе, нели? Кога ќе ти дојдат некои така чудни работи, нели? Секогаш намазот ти е што? Намазот ти е зид. Намазиош си мур, а? Значи намазот ти е зид, намазот те чува од сите тие работи кои што те одвраќаат од патот на Аллах субханаху ва таала. Инна салата тенха анил фахшаи вал мункер. На вистина намазот Аллах Желешану вели човека го чува од лоши дела и од зиналук. Од лошите дела од кои што чува намазот е, браќа, никого да не земаш уста. Мозбон гибет. Немој да правиш немиме. Немимето те уште полош од гибетот, браќа. Има друг грев што се вика немиме. Тој е уште полош волијаду биле од гибетот. Гибетот е да го уговараш братот, да му направиш проблем и шејтанот да внесе помеѓу тебе и твојот брат омраза, непријателство. Нели? Тоа е гибет волијаду биле, тоа е голем грев. Меѓутоа има нешто што се вика немиме. Што е немимет, браќа? Немимет е човек од преголем хасед кон својот брат, хасед има за својот брат. Измислува работи за него и му ги пренесува на некој друг што е добар со него во желба да ги скара муслиманите меѓусебно. Ауду билла. Ова е немиме или пегамберот алейхи, а ваквиот човек кој што прави немимет има посебно име. Пегамберот алейхи салату ва селам овој човек го нарекол како? Го нарекол Каттаб. Каттаб. Шкаде ме сон Каттаб? Пегамберот алейхи салату ва селам, значи рековме што е Каттаб. Значи пренесува зборови од еден до друг брат, ги измислува само за да ги скара. Жабе, не измислив, не излажав, ама ја така разбрав. Не може тоа така. А пегамберот алейхи салату ва селам вели: "Ел Каттабу ла јадхулу џенне." Каттаб нема да влезе во џеннет. Значи, Каттаб нема да влезе во џеннет, волијаду билла. Ако бил муслиман, грешник, ќе влезе некогаш во џеннет. Ама првин треба да го плати есапот во џехеннемот, волијаду билла. Аллах да не чува. Значи, тоа е смислата на намазот. Во друг пак контекст, судниот ден, драги почитувани мои, ќе биде темница, ната. И луѓето нема да имаат светло, туку што ќе ги води светлото на намазот, браќа. Ќе ги води нурот на намазот. И затоа вчера оџата и читаше ајети во Куранот, нели, на ноќниот намаз, нели, мунафиците, а и Хоџа Ирфан вчера кажа, Хоџа Ирфан, се извинувам, вчера кажа овде на дерсот, дека мунафиците на судниот ден, кога ќе ги видат верниците, осветлени, машаалла, нур, дрита, ќе им кажат: "Ундуруна, ај погледнете на малку, нактебис мин нурикум, дај малку да земеме од вашиот нур." Не може.
Не може. Зошто? Па нурот е тука на овој свет. А таму, на ахирето, што се вика, само тие имански батерии ќе се вклучат и ќе светлиш би идниллахи теала. Ќе светлиш во вечноста. И веднаш потоа пејгамберот алейхи салату ва селам сака да го поврзе намазот со една многу важна работа, со садаката. И вели, во садакату бурхан, вика садаката е многу силен аргумент. Аргумент за што? Дека ти си верник, дека навистина искрено веруваш во Господарот субханаху ва теала. Зошто, браќа, ја спомнал садаката? Затоа што за човекот нема поголем зорт на овој дуњалук. Ништо на човекот не му е потешко, освен оние кои Аллах Джелешану им се смилувал, па им сака нешто поинаку. Ама 99,9% од луѓето, што им е најтешко, браќа? Да се фатат за джеп и да дадат пари фи себилилла. Многу тежок процес, ова е многу компликуван процес, браќа. Значи, имало луѓе кои што му доаѓале на пејгамберот алейхи салату ва селам и поради тоа има ихтилаф кај улемата. Нели? Ебу Та'лебе. Има ихтилаф кај улемата дали Ебу Та'лебе бил асхаб или не бил. Дефиницијата на асхаб што е? А единиш каош сахаби, дефиницијани асхаби? Значи, што е? За оние кои што не знаат, шех. Значи, дефиниција на асхабе е човек кој што го видел пејгамберот алейхи салам, се сретнал со него, го прифатил исламот и умрел како муслиман. Тоа е што сахабија. И Ебу Та'лебе го видел пејгамберот алейхи салату ва селам. Го примил исламот од него. Нели? Меѓутоа бил сиромашен. И барал од пејгамберот алейхи салату ва селам да му дови на Аллах Джелешану да му даде богатство. И пејгамберот алейхи салату ва селам знаел дека Ебу Та'лебе нема да издржи. Меѓутоа правил дова за него. Дошол ден кога Ебу Та'лебе станал еден од најбогатите луѓе во времето на асхабите. И кога му испратиле луѓе да го земат зекатот, ама вика, ова моје, ја ова го заработив. Не знам зошто сега да дам зекат. Ова е моје. И никогаш повеќе пејгамберот алейхи салату ва селам не му пратил луѓе зека да земат од него. Умрел Ебу Та'лебе, а ги молел муслиманите да земат од неговиот зекат. Ова треба да ни биде ибрет, браќа. Зошто? Ако некој човек кој што се сретал со пејгамберот алейхи салату ва селам, а не велиме дека умрел како кафир, хаша ва келла. Затоа велам, кај улемата има ихтилаф, дали бил Ебу Та'лебе сахаби или бил нешто друго. Нели? Ама тој умрел како муслиман. Ама гледајте сега што е работата. Најтешко на човекот е да му даде. Од джепот да извади и да даде. Посебно кога муслиманите имат големи маки. Посебно кога муслиманите се во големи фитнелуци и искушенија. Нели? Како што сме ние сега со нашата голема џамија овде. И сите треба да земеме учество колку што можеме. Изборувајте, каде и да стигнете, зборувајте. Нели? Замислете, почитувани драги мои, дека давањето садака е спомнато во Куранот пред джихадот на Аллаховиот пат. Спомнато е што? Пред джихадот на Аллаховиот пат. Господарот рекол и тие кои што се борат на Аллаховиот пат, со што? Со нивните пари и со нивните животи. Значи, животот доаѓа после, ама парите прво. Што ти зборува ова? Ова ти зборува дека, ако ти си научил ова што го имаш во джепот, да го даваш поради Аллах субханаху ва таала, тоа е знак на твоја љубов кон Аллах Джелешану. И ако си се одвоил од ова материјалното, тогаш животот ич нема да го размислуваш ке го дадеш за Аллах Джелешану. Зошто? Затоа што си свесен дека тоа материјално добро кое што ти го дал Аллах Джелешану, тој истиот твој Господар ти го дал твојот живот кој што само него му припаѓа Джелле фиула. И затоа кафирите, браќа, кога ќе испуштаат душа, кога умираат кафирите, знаете што ќе кажат?
a jedini cele noć dua i čafirave, kurvde se čafiriš, kao dua ajati. Koja dova je? Nema da kaže gospodaru daj, ke se pokajam, ke klanjam namaz, ovo, nema da kaže. Ne li? Nego ke kaže što? Kale rabbi rđi'un, le'alli a'malu salihan fima terekt. Gospodaru, vratite me. Nema da mu kaže na gospodaru, vrati me. Ke mu kaže, vratite me. Zašto? Ke gi vidi melecite na smrta i melecite na smrta, koga ke gi vidi, ke se isplaši. I ke kaže, vratite me. Le'alli a'malu salihan fima terekt. Da napravam nekako dobro vo ono što sam go ostavil za sebe. Znači, da što? Ulemata veli, ne samo da se pokaje, tuku celi od svoj imot, site pari što gi ima, da gi dade za Allah subhanahu wa ta'ala. Zato gospodar subhanahu wa ta'ala veli na sudnio den, дека на вистина зулумчарите, кафирите, кога ќе дојдат на судниот ден, ќе сакаат да се спасат со целото свое богатство кое го имале. Богатство колку целиот дуњалук. Зошто само да се спасат? Нема да им успее. Меѓутоа, од друга пак страна, верникот, браќа, со малку пари може да го купи дженнетот кај Аллах субхану ва таала, ако е искрен во својата садака. Ако е искрен во својата садака. И затоа неверникот во друг ајет, нели, што вели? Ле'алли асаддак ва акун мина салихин. Господару, врати ме на дуњалукот да живеам. Зошто? Да давам садака и да бидам од тие добрите. Зошто конкретно овде се спомнува садаката, браќа? Затоа што улемата вели, ел-муфесирун, коментаторите на Куранот велат, дека во моментот кога неверникот ќе ја испушти душата, Аллах Джелешану ќе му покаже мал дел. Само да види еден мал дел од дженнетот кој што е подготвен за оние кои што е давале садака. Значи во дженнетот ќе има дженнет само за оние кои што давале садака. Зошто е мудроста да ја види, да го види дженнетот, мал дел од дженнетот каде што има садака? Што е мудроста, браќа? Затоа што тогаш во тој момент толку ќе му биде криво што поради дуњалукот го заборави лахиратот. Разбирате? И конечно доаѓа она што сите ние треба да го знаеме, вели пејгамберот алейхи салату ва селам, "Вал Курану хуџјатун лаке ва алейк." И вика, Куранот е доказ или во твоја корист, или против тебе. Осе Курани ош për ti argument, inshallah në dita e gjykimit, ose Kurani është argument kundra jati. Значи против тебе. Зато ова е месец кога требаме многу да читаме Куран. Куранот го читаме цел живот. Ние живееме со Куранот цел живот. Меѓутоа, ова што ни останало од Рамазан, браќа, читајте барем по еден џуз дневно. Барем по... Некој кој може нека чита по 2, по 3, по 4 џуза. Еве, слободни сме, машала, по цел ден. Посебно браката во етикаф кои што се. Значи, читај. А тие кои што не може да го читат Куранот, се мачат, елиф, лам, мим, учат. Нека читаат. Валлахи, пејгамберот алейхи салату ва селам вели дека читањето на Куранот, на оној кој што тешко го чита, не знае да го чита Куранот, кај Аллах тоа читање е подобро од читањето наше, ние што го читаме брзо Куранот. И ние и вие имаме севап иншалла. Ама вашето читање на тие кои што се мачат, кај Аллах е поголемо и поголема награда има. Значи, читајте го Куранот, немојте да го испуштате од рака и биидниллахи таала, ако сме во состојба, до последниот ден од Рамазан, да направиш едно хатме биидниллахи таала. И за секој збор ќе имаш по 10 пати поголема награда. Пејгамберот алейхи салату ва селам вели, ла екулу елиф лам мим харф. Вика, не велам дека елиф лам мим е харф, една буква. Кај Аллах Джелешану. Па кога ќе кажеш елиф лам мим, 10 севапи. Не. Вика, тука елиф имаш 10 севапи. Лам имаш 10 севапи. Мим имаш 10 севапи. Ама немој да си го губиш времето. Еве, кога одиш вака, кога не знаеш што да правиш, ако ти падне на памет, само кажи
Елиф лам мим. Готово. 3 севапи кај Аллах субхану ва таала имаш. Ако ништо друго, тоа направи го. За Куранот да не биде доказ против нас, валијаду билlah, како што вели пејгамберот алейхиссалату вассалам, и мој Господару, инне кауми иттехаде хадел Кур'ане мехџура. Навистина мојот народ, мисли на овие што не сакале да го прифатат исламот, пејгамберот говорил, мој Господару, навистина мојот народ го напуштил Кур'анот, валијаду билlah, ќе биде против нив. И сега украс, круна, сите од круна на шип харова, курора. Океј, значи круната на овој хадис на верувањето на еден верник. Каде е круната? Во зборовите во последниот дел на овој хадис од Ебу Малик еле Ешари, нели, кулле наси тагду. Вика сите луѓе вика сабајле, ма сабахут, вика излегуваат. Зошто? Па затоа што од природата на луѓето е да излегуваат, да бараат риск, да работат. Фе имма муътикуха во имма мубикуха. И меѓу луѓето има такви кои што својата душа ќе ја купат од Аллах субхану ва таала, валијаду билlah, или ќе му ја продатат на шејтанот и ќе пропаднат кај Господарот Аллах субхану ва таала. Мени фијал, пазари и шпиртаве ошт чел. Значи, пазарот за душите е отворен. На нас останува да одлучиме ќе ги купиме ли нашите души од Аллах Желешану или валијаду билlah некој ќе сгреши па ќе ја продаде својата душа за некаква дуњалушка будалаштина. Wa subhanaka wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.